Судскиот буџетски совет достави барање, поточно наредба до основните судови и до благајниците на основните судови со задршка од 40% да се исплати и мајската плата со оглед на тоа што судската администрација штрајкува од 18 мај. Дали се согласувате или сметате дека оваа наредба на Судскиот буџетски совет е само уште една форма на вршење притисок на власта? Да. Ова е трет обид на Судскиот буџетски совет и на судската власт да го прекршат штрајкот, да го едноставно оневозможат правото на штрајк, иако декларативно велат дека имаме право на тоа. Не им успеат до сегашните обиди, нема да им успее ни ова, затоа што особено ова последното решение, односно заклучок на седницата од Судскиот буџетски совет е апсолутно противуставна и против законите. Затоа во денеш наше соопштение рековме, простете им Боже, не знаат што работат. Навистина зачудени сме како може највисоката судска власт, Судскиот совет, а во тие рамки Судскиот буџетски совет, да не знаат да ги читаат законите. Значи, ова апсолутно класичен пример на кршење на законот и на Уставот на Република Македонија. Каде е прекршено? Значи, не можете вие со наредба да ги казнете сите вработени, па дури не можете ни да ги наградите. Значи, за секој вработен, особено за оној кој штрајкува, согласно законот може да издадат поединечно решение во кое ќе им се набелиш дека се казнети за време на штрајкот од 40%. Во тоа решение треба да има правна поука, вработениот да има право на жалба и ако жалбата биде одбиена и уважена, решението ќе стане правосилно и дури тогаш може да им се задржи на платата. Тие тоа го направија, кога видоа дека ни тоа нема да им помине, се обидоа ова последен заклучок кој денеска го дадоа со наредба да им се заканат на председатели на судовите, а тие да им наредат на благајниците. Вие разговаравте со членовите на синдикатот на УПОС во сите основни организации во државата. Да. Какво е расположението на судските службеници? Дали ќе се прекршат денеска пред овие притисоци или и натаму остануваат на ставот да штрајкуваат и да ги остварат своите барања? Синдикатот од почетокот одеше конструктивно да се реши ова прашање. Ние бевме должни да го организираме штрајкот, бидејќи тоа барање беше барање на членовите, а од друга страна наидовме на неразбирање и на извршната и на судската власт. Меѓутоа, очекувавме кога почна штрајкот да почнеме преговори да изнајдеме некое решение. Но почна период на игнорирање, не игнорира до максимум, не сакаа да се сретнеме, да разговараме, или една средба што беше одржана беше повеќе протоколарна, повеќе формална, повеќе информативна отколку средба на преговарање. Откако видоа дека нема шега со штрајкот, се обидоа да на некој начин да бидат незаинтересирани, што го манифестираат до денеска. Значи 45 дена од почетокот на штрајкот, 34-5 дена работни се штрајкува. Морам да ви кажам дека воопшто тие не чувствуваат дека има штрајк, дека се нанесува огромна штета на државата, на граѓаните, на извршителите, на адвокатите и така натаму. Значи, навистина сме изнадени од незаинтересираноста да се реши проблемот и од начинот на кој сакаат да го скршат штрајкот. Наместо да преговарат, да изнајдат решение, на некој начин да си ја признат грешката и да ги прифатат нашите барања како оправдани, тие се обидуваат со закани, ево после 45 дена да го прекршат штрајкот. Било што да направат, не е успех за нив. Успех за власта, дали тоа е извршна, дали е судска, ќе биде ако успеат да постигнат договор со синдикатот и со спогодба да го прекинеме штрајкот, а не да ги уплашат работените. Меѓутоа, она што посебно сакам да го потенцирам, ваквите недоквакани, морам така да си задам, одлуки, заклучоци на Судскиот буџетски совет уште повеќе ги прават штрајкувачите единствени, да истраат и во нивните пораки велат, пренесете им, ке штрајкуваме до крај, нека не ни дадат ни денар, ние сме спремни, односно подготвени да штрајкуваме и без пари. Тоа е пораката на синдикатот на УПОС? Не, тоа е порака на штрајкувачите. Синдикатот на УПОС што ја порачува денеска на власта, на Министерството, на Судскиот буџетски совет, на Републичкиот судски совет воопшто? Преговори, да седнеме да разговараме. Барањето е повеќе оправдано. Целокупна јавност, суди, министерства, адвокати, сите го поддржаа. Значи, ова категорија на вработени во советите, судските службеници едноставно беа заборавени. Или како што една колешка на средбата во Министерството за правда
му кажа министерот, имате 4 деца, на 3 сте дали да јаде, на последното сте го заборавиле. Не знаеме од кои причини. Ајде исправете, дајте му и тоа да јаде. Зошто до сега не седнавте на преговарачка маса? Имавте неколку обиди со представници на Министерството. Зошто не седнавте? Кој ги кочи работите според вас? Има ли име и презиме конкретно? Има име и презиме, ние денови ќе излеземе. Мислам дека се работи за суети. Центарот на моќ е во Министерство за правда, од таму се диригираат работите. Мислам дека сето тоа оди на штета на државата. Меѓутоа во прашање се суети и од тие причини нема решение за штрајкот. Туку од тој центар на мој доаѓаат наредби како да се постапи, па макар се прекршил и законот и уставот. Натаму како? Па видете, штрајкот го диктираат штрајкувачите. Значи ние сме подготвени, ако дојде до подпишување на спогодба и ако се исполни нашето главно барање, да го прекинеме штрајкот или евентуално да оставиме во мирување додека се реализираат и другите. Или ако вработените сами одлучат дека со власта едноставно нема разбирање и дека во интерес на добра волја, во интерес на граѓаните и на државните интереси ќе бидеме поразумни од власта, ќе го прекинеме. Меѓутоа, се додека не добиеме такво овластување на нашите членови, ние како раководство на синдикатот не можеме да донесеме поинаква одлука. Граѓаните забележуваат имаме корумпирано судство. Синдикатот вели дека власта, Министерството ги прекршува законите. Какво судство според тоа имаме во Македонија во моментов? Па ево, ова што се случува во судството е одлика на она што се коментира. Значи, едноставно некој како да сака со сила да направи хаос во судството и мислам дека се тоа што се прави, ова незаинтересираност, ова игнорирање, не сака да се увиди грешката, мислам дека е нечија намера да создаде уште поголем хаос во судството. И веќе е направен. Дали постојат, предвидувате мерки за некоја радикализација на овој штрајк? Па имаше порадикални мерки, штрајкувачите се заканува и со штрајк со глад, со затварање на судовите и ред други порадикални мерки. Ние како синдикат успеавме да ги неутрализираме, да ги доведеме во некакви рамки и тоа го знаеа надлежните. И наместо да бидат благодарни што синдикатот ја држеше работата под контрола и ја контролираше целокупно незадоволство и тоа не се излеа со некои недозволени методи, сега ни враќаат на овој начин што не игнорираат и се прават незаинтересирани. Значи синдикатот на почетокот направи огромни напори да ги смири тензите, ги смири, да ги канализираме, да ги убедиме луѓето дека по пат на преговори ќе дојдеме до решение и тоа го прифатија нашите луѓе. Меѓутоа ова што го прават е навистина недозволено и на некој начин како да е некоја благодарност кон синдикатот за тоа што ги смири сите тие незадоволства. За крај да ги акцентирате уште еднаш 4 барања на синдикатот на УГОС. Значи почнавме во декември со предупредувачкиот штрајк во кој баравме нов закон за судска служба или измени и дополнување на постоечкиот во оние членови кои се неповолни за вработените. Во меѓувреме беа донесени 3 закони за измена на плати на суди, јавни обвинители и јавно-обвинителска служба и како што реков беше забравена судската служба. Во тој момент ние го поставивме како прво и основно барањето за добивање на овие додатоци, како што имат овие 3 категории, и за судските службеници, а во втор план ги ставивме, меѓутоа не се откажавме, повторно да се разговара и да се донесе нов закон за судска служба, зголемување на платите, значи ова не се работи овде за зголемување на платите сегашно барање, туку на додатоци на плата до 35%, друга категорија тоа е зголемување на платите и промена на работното време која апсолутно не одговара ни на процесот на работа, ни на географските, ни на климатските услови во Македонија, нити семејните вредности кои ги пропагира владата и така натаму. Значи, воопшто и на крајот на кришта на процесот на работа и на ефективноста. Сметаме дека и ефективноста ќе се зголеми доколку работното време се врати од 7 часот. И имаме, да речеме, флексибилно работно време од половина час. Македонското судство, како што рековте, во моментов е во тотален хаос со овој протест, односно штрајк на судските службеници. Дали, со оглед на тоа што ништо речиси да не функционира, сметате дека е време да се бара оставка и од актуелниот министер за правда? Ние побаравме на протестите оставка од министерот, меѓутоа морам да кажам во момент дека министерот не е единствениот виновник за оваа состојба, има други виновни во министерството, затоа го повикуваме премиерот, докога пред 3 недели се обративме за средба и за разговор да му кажеме за овие работи. На наша жалост се уште немаме одговор, да поведе сметка, да утврди одговорност. Кој е одговорен во ресорот правосудство за оваа работа и тој да понесе политичка одговорност. Нашето барање
сите што го доведува ваквата ситуација да сносат одговорност.